Македонија го одбележува денот на својот цивилизацијски темел. 24 мај, денот на се словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи. Со свечена академија насловена Од слово до вечност во Охридскиот црковен храм Света Софија, како и со положување на свежо цвеќе на споменикот на просветителите на Охридскиот кеј, беше одбележан овој значаен државен празник. Имаме јазик, култура и народ кои опстанале низ вековните премрежја, рече премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање, каде повика на сенародно обединување пред современиот предизвик за македонската држава – блокада на евроинтеграциите. Не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Направив се како претседател на владата за да подадам рака кон овие кои што се денес, за жал, мекото ткиво на македонскиот идентитет, да се свестат, заедно да се обединиме, да се бориме, да бидеме обединети. Тие секоја шанса ја испуштија. Затоа јас повикувам на народно, сенародно и интелектуално обединување на државата. Осврнувајќи се и на борбата со корупцијата, за која посочи дека е незадоволен и упати порака до правосудните институции дека трпението е при крај. Премиерот исто така најави законско решение за барањето на албанските студенти, правосуден испит на албански јазик. И секоја заедница да го има правото да напредува и да го употребува својот јазик. Се додека се разбира тоа е во рамките на уставот, законите и се додека се почитува нашиот идентитетски белег, македонскиот јазик. Затоа многу брзо ќе дојдеме до решение кое треба сите да го поддржиме и кое ќе отскокнува над поединечните партиски и можеби политички интереси. Само описменети можеше да се самоосвестиме и ослободиме, најпрво од незнаењето, а потем и од подчинетоста од секако вид, порача во својата честитка претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Јазикот не е само збир на зборови, туку и колективна меморија, вредносен код и чувство на припадност што еден народ ги пренесува низ времето од генерација на генерација. Во време на неизвестност, длабоки поделби и се поизразена отуѓеност, 24 мај не подсетува дека без култура, образование и наука, но и без вредносен систем, ниту едно општество не може да изгради меѓусебна доверба и заедништво. Гласи дел од честитката на претседателката Силјановска-Давкова. Солунските браќа, светите Кирил и Методи, како творци на глаголицата и описменувачи на словенските народи, пред повеќе од 1160 години, односно во 863 година во Моравската мисија, ја започнале просветителската дејност со што ги поставиле темелите за словенската писменост, култура и духовен развој. Нивните ученици по прогонот поради својата благородна дејност ја продолжиле својата света мисија преку Охридската книжевна школа, која се претворила во колевка на словенското образование и духовност.